Во општина Чашка вчера се одржа промотивен настан и планинарска тура, во рамки на активностите предвидени во проектот насловен како Освои ја Чашка, кој се имплементира од страна на Сдруженијето за едукација и развој Едукадо од село Богомила, под менторство на ориентациониот клуб Златоврв од Прилеп. Проектот е регрантиран преку Сдружени сили за заеднички интереси, финансиран од Европската унија во рамките на ИПА програмата за поддршка на граѓанско општество Медиуми 2014. Имплементиран од страна на ЦОСВ подружница Прилеп во партнерство со ЦГИ Прилеп и ЖГИ Антико од Скопје. Со проектот се маркираше спортска патека во должина од 82 километри, а вчера на настанот присуствуваа над 200 планинари, спортисти и други љубители на природата. Денес се наоѓаме во Марафонските спас во село Богомила, општина Чашка, каде што сме на планинарска акција од Прилеп до Гостини со воз, од Гостини до Стровија, каде што правиме пауза за доручек, и од тука преку планина и преку Прилепа дојдовме до Марафонските спас во село Богомила. Се чувствуваме многу добро, свакамо часто до вечините. Ние сме група од 52 планинари кои доаѓаме од Стровија за Богомила, а другата група доаѓа од Дервен, преку Реордон и Мокрени. Денеска бевме на водопадот на Бабуна и изворите на Бабуна. Нашата планинарска група често посетува општина Карпово, општина Чашка, особено планината Нелидија Купица, дали тоа е Солунска глава или нешто друго, секако со задоволство посетуваме и секако Денеска многу летен топол ден бевме на изворите на Бабуна, живеевме убавата природа на шумата, изворите беа стварно прекрасни, бев прв пат тука и навистина многу се поминавме. Чесум трогнат и вчашен од поканата за учество новој постфестум ручек од нашата планинарска тура, а уште посебно драго ми е што се наоѓа на територија на општина Чашка, едно од најнеоткриените подречја со радикална убавина. Значи, ако можеме да правиме градација на убавината, значи има убава, има поубава и радикална убавина. Значи, општина Чашка располага со ова третата категорија на убиствена радикална убавина, како што јас милувам да ја кажам. Значи, овде имате од врвови над 2500 метри, многу планински масиви над 2000 метри, водопади, реки, вештачки езера и акумулации, богатство на листопадна и зимзелена шума, сето она за што во светот се води војна, ние го имаме на овој квадратни километри во општина Чашка. Можете да предпоставите за каква кондензирана убавина се работи. Природата тука е навистина прекрасна. Има преубави извори, реки, езера. Ова беше навистина еден прекрасен ден поминат со одлични луѓе. Патеката ќе биде достапна како туристичка понуда и ќе биде поставена на официјалната страна на општина Чашка. Туристите и авантуристите ќе сведочат за една нова и уникатна патека, додека локалното население ќе има можност да го промовира нивниот локален бизнис, како што се ресторани, преноќувалишта, дегустација на храна и пијалоци и слично. Општина Чашка има голем потенцијал за развивање на алтернативниот и руралниот туризам. Регионот представува мултиетничка, туристичка и спортска дестинација. Оваа ново маркирана патека поминува низ 10 села. Стартот и целта на патеката се наоѓаат во село Чашка, каде е и седиштето на општината. Потоа кругот продолжува последниот редослед, опфаќајќи ги селата Лисиче, Дреново, Долно Јаболчиште, Горно Јаболчиште, Нежилово, Капиново, Богомила, Согле и Теово. Населените места имаат различна географска положба и се карактеризираат со голем број убавини и природни феномени, како планини, езера, реки, извори и друго, и се карактеристични поради својата уникатна архитектура. Селата ја имаат задржана автентичноста која ја имале пред еден век и се живи споменици на културата и традицијата. Исто така тие се препознатливи по нивните религиозни објекти, цркви, манастири, џамии. Селата во овој регион имаат многу нешта со кои што се гордеат, победи во историјата, археолошки наоѓалишта, познати личности. Оваа ново маркирана спортска патека во должина од 82 километри нека биде мотив плюс да го посетите еден од најживописните предели во Македонија, општина Чашка.